На почетокот на овој дневник мала статистика за намалени депозити и кредити. Во септември вкупните депозити на корпоративниот сектор на месечна основа се намалени за 4,4% со изедначен придонес на денарските и девизните депозити, додека вкупните кредити на овој сектор во текот на септември забележаа месечно намалување од 1,2% со учество на промената како на денарските, така и на девизните кредити. Покажуваат податоците на Народната банка на Република Македонија. На годишна основа кај вкупните депозити е забележан раст од 5,6%, кој што произлегува од растот на денарските депозити, при што во структурата на годишниот раст најголем придонес имаат депозитните пари. Од друга страна, состојбата на кредитите одобрени на корпоративниот сектор на годишно ниво е повисока за 0,5% во услови на пат на девизното кредитирање, наспроти годишниот раст кај денарското кредитирање. Во септември, кај вкупните депозити на домаќинствата е евидентиран месечен и годишен раст од 0,8 и 5,6% соодветно, кој во поголем дел произлегува од растот на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута. Кај вкупните кредити на домаќинствата во септември е регистрирано зголемување на месечна и годишна основа од 0,5 и 9,8% соодветно. При тоа месечниот и годишниот раст на кредитната активност кон домаќинствата во најголем дел се должи на денарските кредити. Се друго е во сенка, се уште во преден план се предизборните активности на политичките партии, како и на кандидатите за градоначалник на Штип. Вчера вечер на градскиот плаштад во Штип, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одржа митинг втор поред на овие локални избори. Лидерот на СДСМ Зоран Заев уште еднаш ја побара довербата од штипјани за нивниот кандидат за градоначалник Благој Бочварски. На синокешниот митинг беа презентирани проектите со кои, како што кажа Бочварски, Штип ќе добие нов, современ и урбан лик. Штип е само на еден чекор од големата историска победа, а на 29 октомври Македонија ќе се ослободи од остатоците на режимот. Еве го виорот на ветрот се шири низ државата. И тие што беа исплашени, и тие што беа подкупени, знаат дека промени се случуваат, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев на вчерашниот митинг во Штип. Тој уште еднаш од штипјани ја побара поддршката за нивниот кандидат за градоначалник Благој Бочварски. Доста ни е од политики и политиканство. Доста е на делеа на ВМРО-вци и СДСМ-овци. Сите сме граѓани. Од овие поделби не ни чини Македонија. Затоа подавајте рака секому. Пружете рака на секој. Помогнете им на тие што сака да ни пристапат. Кажете им дека за нас сите граѓани ќе бидат исти. Сите граѓани ќе бидат еднакви. Само политичари кои што не се спремни да засукат ракави и да се втурнат во клинч со проблемите на граѓаните, ги делат своите сограѓани по било која основи. Пред присутните собрати кандидатот за градоначалник Благој Бочварски, кој рече дека на првото полувреме го добие мнозинството во Советот, а сега во второто полувреме ќе го добијат и градоначалничкиот мандат. Дали сакате крпење на дупки или сакате гасификација? Дали сакате 2 сантиметри асфалт или сакате квалитетни реконструкции на улиците? Дали сакате бара од типот на Илчо Захариев кај кулите или сакате брана на река Отиња? Дали сакате затворање на шахтите и атмосферските канализации и поплави после 15-минутни дождови во Штип или сакате квалитетна инфраструктура? Претходно карванот на СДСМ одржа митинзи во Зрновци, Чишиново, Облешево и Проби Штип. Пресконференција одржа и кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН, актуелниот градоначалник на Штип Илчо Захариев. Штип со новата обиколница ќе се поврзе со современо сообраќајно решение, но во иднина новиот мост на Брегалница, кој треба да се изгради, речиси ќе ги спои на Сълбите Балканска и Баби.
Изградбата на новата обиколница во Штип е современото решение за растеретување на сообраќајот и експресно поврзување на градските населби. Работите околу до оформувањето од првата фаза која води од обиколницата од Сенјак до булеварот Гоце Делчев се при крај, ке следи Набрагу и втора фаза се до Бања Кежовица. Привршува изградбата на обиколницата од населбата Сенјак до булеварот Гоце Делчев. Наскоро ке жителите на селбата Сенјак, Баби, Дузлак, кон индустријската зона, и обратно, ќе се возат по оваа обиколница, ќе се патува брзо, ќе се штеди, ќе растретиме комплетно сообраќајот на селбата 8 ноември. Но веднаш, напролет, почнуваме со изградбата на вториот дел од оваа обиколница, од населбата Пребег, односно од булеварот Гоце Делчев, па се до Бањата Кежовица, каде ќе развиеме одличен спа центар и ќе ги покажеме туристичките капацитети на нашиот град. Оваа обиколница ќе значи ново растеретување на нашиот град, каде жителите и од Пребег, но и од целиот град ќе нема потреба да одат во градот, кај црквата Свети Никола, па Ново село, за да патуваат кон Грубиштата, кон Радовиш, кон Струмица, туку ќе одат по оваа обиколница. Штипските населби Балканска и Баби ќе се поврзат со изградба на нов мост на Брегалница. Тоа ќе значи целосно и дополнително растеретување на сообраќајот и олеснување на животот на жителите, значи од населбата Баби и Балканска. Со тоа ќе направиме нешто многу добро, затоа што нашиот град се развива, нашиот град има перспективи, имаме силен економски подем, нашиот град го градиме бидејќи го сакаме, нашиот град го градиме бидејќи сме дел од него, нашиот град го градиме бидејќи тој е дел од нас, а тоа го покажавме овие 4 години. Кандидатот за градоначалник за општина Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев истакна дека доколку биде избран повторно за градоначалник, Штип го очекуваат многу современи проекти. Штипските социјалдемократи обвинија дека раководството на ИСАР во време на кампања вработува работници. Директорот на јавното предпријатие ИСАР возврати дека тоа не е вистина и дека во време на кампања е забрането било какво вработување. Штипските социјалдемократи на денешната пресконференција обвинија дека во време на изборна кампања директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев и актуелниот градоначалник Илчо Захариев вработуваат луѓе во Штипското комунално предпријатие. Според нивните тврдења, договорите за работа се во време трајање од 6 месеци, а им се нуди плата од 4700 денари, при тоа да седат дома и по потреба да бидат повикани. Копија од договорот не им дава, но сите лица ги фотографира со образложение дека треба да се заверат во Агенцијата за времени вработувања. Но секој кандидат воедно треба да даде и потврден одговор на прашањето на Ангел Бојаджиев. Ке победиме, нели? Се работи за голем број изманипулирани граѓани, го имаме списокот, но заради нивна заштита и заштита на нивните податоци, нема да го споменам сега. Директорот на Штипското комунално предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев ги отврли обвинувањата од СРСМ. Ние како јавно предпријатие работиме на проект во кој веднаш после изборите ќе бидат вработени 200 волонтери за почист и подобар Штип. За време на избори ниту се вработува, ниту имаме право да вработуваме, ниту имаме никој друг го нема тоа право согласно законот и ќе одговараме и сите сме исти пред законот. Почитувани граѓани, апелирам до сите вработени на јавното предпријатие ИСАР да го дадат гласот за кој сакат. Партиски притисок не вршиме. Бојаджиев истакна дека раководството на ИСАР не врши притисок на вработените, но упати апел да не подлегнуваат на притисоците и заканите кои доаѓаат од страна на СРСМ. ВМРО ДПМН верува дека граѓаните добро знаат каква политика води СДСМ, па затоа и очекуваната подршка во недела на гласањето за избор на градоначалник на општина Штип ја гледаат како реалност. Од немок веќе социјалдемократите почнаа да претеруваат. Пред само некој ден, сите ние бевме сведоци како СДС спречи изведување на градежни работи на јавните штипски предпријатија, кои се побарани и се од корис за граѓаните на Штип. За денес да сме сведоци повторно да ги користат добро познатите удбашки методи на заплашување. И инспекција денес да влегува во јавните штипски предпријатија, да вршат притисок врз вработените, се со цел да се анулира разликата помеѓу нивниот кандидат за градоначалник, кој за Штип планира жичари, ски патеки, и актуелниот градоначалник Илчо Захариев, кој како и досега се труди секој штипјанец да има и да живее достоинствен живот. Драги сограѓани, ние како ВМРО ДПМН знаеме дека вие ја гледате разликата. Знаеме дека сте против договорот со Бугарија.
Знаеме дека сте против откажувањето од екзодусот на македонците во Егејска Македонија. Знаеме дека сте против двојазичноста. Затоа на 29 октомври, во недела, излезете на гласање и со најмокното граѓанско оружје, пенкалото. Казнете оваа погубна политика на СДС и гласете за број 13, за актуелниот и идниот градоначалник на Штип, Илчо Захариев. Во редот на предизборните активности е и следниот настан. Демократската партија на србите во Република Македонија е дел од коалицијата за подобра Македонија. Па затоа поддршката на кандидатот за градоначалник на општина Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев е реално очекување. Председателот на Демократската партија на србите Иван Стоилковиќ денес на пресконференција со поддршка за кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН за општина Штип Илчо Захариев. Конкретно за Штип да застанеме за кандидатурата на господинот Илчо Захариев, кој повеќе години веќе успешно ја води општина Штип и во неа српската заедница која живее во Штип ги наоѓа, условно кажано, просторот го наоѓа и можностите за да на најдобар начин ги реализира своите права и обврски согласно секојдневното живење на граѓаните на општина Штип, независно од било која национална припадност. Мислам дека господинот Илчо Захариев тоа успеа да го овозможи на сите етнички заедници кои живеат во Штип и затоа мислам дека србите кои живеат во Штип треба недвосмислено во вториот круг на локалните избори кои не очекува во недела да дадат својата поддршка на кандидатот на ВМРО ДПМН и член на коалицијата за подобра Македонија Илчо Захариев. Инаку Демократската партија на србите во Република Македонија е коалиционен партнер на ВМРО ДПМН, а секако е и дел од коалицијата за подобра Македонија. Пресконференција одржа и кандидатот за градоначалник на Штип од СДСМ Благој Бочварски. Тој на истата рече: отворање на нови производствени капацитети, финансиска помош за сите млади кои сакаат да отпочнат иновативен бизнис и младите земјоделци, но и сите кои сакаат да се дообразуваат на државните универзитети. Ова се проектите со кои ќе се спречи масовното иселување на младите, рече кандидатот од СДСМ Бочварски. Младите се во фокусот на оваа влада. Со реализирање на проекти ќе се зајакне младинскиот стандард, а истовремено ќе се стопира нивното иселување. Според слободна проценка, само во изминатите 10 години, барајќи подобра екзистенција, на 600.000 млади ја напуштиле државата, истакна кандидатот за градоначалник на Штип од СДСМ Благој Бочварски. Со брза урбанизација на индустриските зони Север и Запад ќе се создадат услови за отварање на нови производствени капацитети, посочи Бочварски. Индустриската зона Север ќе изработиме нови урбанистички планови преку обиколницата, која што ќе ја поврзува од железничка до населба Пребег и од Пребег се до излезот на нашиот град кон Радовиш и Струмица. Така што ќе се отворат многу нови локации за индустријска зона Север во нашиот град. Во агендата на СДСМ е и проектот Младинска сигурност, со кој ќе се овозможи сите млади кои ќе се вработат во домашни компании да земаат плата над 20.000 денари, средства кои ќе бидат обезбедени од буџетот на државата, а истовремено ќе се помагаат и младите земјоделци. Имаме и многу други проекти во делот на младите земјоделци, во делот на отворање на иновативни бизниси и бизнис идеи со преку 10.000 евра неповратни средства кои што ќе ги додели владата и затоа ова е начинот како ќе работиме ние како локална власт заедно со централната влада во целосна координација. За подобрување на младинскиот стандард се обезбедени над 80 милиони евра. И на крајот овој блок го заокружуваме со пораката од новиот градоначалник на општина Кочани. Големиот резултат не обврзува да покажеме резултати и реализација на проекти, порача новиот градоначалник на Кочани Николчо Илиев. Тој не очекува обструкција од советниците, туку соработка во интерес на граѓаните. Новата локална власт во Кочани почнува да работи од утре. Градоначалникот Николчо Илиев и советниците во Советот на општина Кочани денеска ги добија уверенијата од страна на општинската изборна комисија. Илиев вети дека ќе работи во интерес на граѓаните, а големата разлика во гласовите што ја има му е обврска да реализира
се што е ветено кон граѓаните на Кочани. Тоа нема да биде ни малку лесно и едноставно, бидејќи како што имав прилика за време на 3 недели кампања во Кочани, во селата, во околината има многу нешта кои што граѓаните очекуваат да бидат направени и поправени. Тоа значи дека од денеска седнуваме и размислуваме како да ги решаваме проблемите на граѓаните. Илиев очекува соработка со советниците во Советот на општина Кочани. Со Советот очекувам една коректна соработка, заради тоа што нашата задача и нашата цел е да направиме услови за подобар живот на граѓаните на општина Кочани и тука не гледам никакви обструкции. Новиот градоначалник на Кочани забележа дека во наредните 4 години граѓаните ќе ги даваат предлозите за проектите, а на медиумите им вети дека ќе биде транспарентен градоначалник. Жител на селото Облешево завршил во полициска станица откако се заканил дека ќе фрли бомба на партиски митинг. Според полицијата вчера во 17 часот и 30 минути во полициската станица во Кочани телефонски било пријавено дека во пицерија во селото Облешево лицето со иницијали ТЈ 44 годишен од истото село во разговор со соселаните рекол дека ќе го спречи најавениот митинг на политичката партија. Се заканувал дека ќе фрли бомба и на тој начин ќе го спречи говорот на председателот на таа партија и на кандидатот за градоначалник на општина Чешиново Облешево. ТЈ бил повикан на разговор во полициската станица. Кон крајот на дневникот збор 2 за различната цена на водата за пиење во општините. Одредувањето на цените на тарифата под лупа на регулаторите. Комисијата ќе го има последниот збор колку пари граѓаните ќе треба да одвојат за сметките за вода. Предпријатијата се обврзани да ги достават прогнозите за висината на цената до регулаторната комисија. Комисијата пак според поднесените извештаи ќе го одредува опсегот на минималната и максималната цена која предпријатијата ќе може да ја наплаќаат. Според извештаите од предпријатијата, цените за метар кубен вода за пиење се движат од 11 до 55 денари. Најефтина е во Врапчиште, а најскапа во Кочани. Пред минутите предвидени за спорт, покана до работниците од Сдруженијето Гласно Штип за средба со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Почитувани работници од текстилната и кожарската индустрија ве покануваме на средба со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во 18 часот во просториите на Сдруженијето Гласно, кои се наоѓаат кај градскиот стадион до кафеаната Заки. Цел на оваа средба е министерката да се запознае одблизу со секојдневните проблеми на кои наидувате во вашата средина и да се изнајдат соодветни решенија за нивно решавање. Се вели во поканата од Штипското Сдружение Гласно. Штипските футсал екипи Астибо и Мал Ајакс како гости беа поразени во надпреварите од петото коло на првата футсал лига на Македонија. Во шестото коло и двете екипи ќе бидат домаќини во Штип. Во надпреварите од петтото коло во рамките на првата футсал лига на Македонија се постигнаа следните резултати: Железарец Астибо 4:3, Шкупи Мал Ајакс 5:0, Велес СЕ Универзитет 7:1 и Цико Јувентус 4:2. Тимот на Кратово беше слободен. Табела. Прво место за екипата на Шкупи со максимални 15 освоени бодови. Второ и трето место делат Велес и Железарец со по 12. Четврто место Астибо 9. На петтото место Цико има 7. На шестото Кратово има 4. Седмо место СЕ Универзитет 3 и осмото и деветото место Мал Ајакс и Јувентус без освоени бодови. Хедис се откаже од првенството. Утре четврток ќе има ново футсал дерби во Штип помеѓу екипите на Астибо и Велес, а екипата на Мал Ајакс со сабота ќе биде домаќин на тимот на Кратово. Еве ги комплетните двојки за следното шесто коло. Мал Ајакс Кратово, СЕ Универзитет Цико, Астибо Велес. Надпревар ќе се одигра во салата на основното училиште Тоша Арсов со почеток во 19 часот. Шкупи Железарец, слободен ќе биде тимот на Јувентус. Ето овде го заокружуваме ова издание на вестите во среда навечер. Благодарност за вниманието и имајте пријатна вечер.